вечер, победници! Добро вечер, крик и пркос за цела Македонија! Добро вечер, Скопје! Горд сум што можам вечерва директно да ви се обратам, за да ви се заблагодарам за храброста и страјноста сиве овие изминати години. Борбата за слобода против режимот почна од тука. Почитувани граѓани на Центар, станавте заедно и му упрекосевте на режимот. И многу ги изнервиравте. Ама вредеше. Ги поразивме, прво вие во Центар, а потоа после вас и цела Македонија. Саша Богдановиќ Српче и советничкиот тим, предводен од Јана Белчева Андреевска, се луѓето кои ги продолжуваат промените во Центар. Мојот другар Сашо е млад и вреден човек, борец кој веќе 4 години работи за подобра општина. Тој се докажа како одличен менаџер, теренец, човек кој е постојано меѓу вас, граѓаните, млад лидер кој умее креативно да ги решава проблемите. Саша и неговиот советнички тим, предводен од Јана, нудат планови и решенија кои ги изработија со вас. Во изминатите неколку месеци, Саша и тимот разговараа интензивно за проблемите на граѓаните во Дебар Мало. Ме радува што низ диалог се изработи програмата која сега ја нудиме, а која во целост ги одразува приоритетите на граѓаните на Центар. Така треба да се работи. Убеден сум дека заедно со Саша Центар ќе биде современа европска општина во европско Скопје. Покрај мојата и поддршката на централната власт, Саша и Јана ќе имаат и сета поддршка од новиот градоначалник на Скопје Петре Шилегов. Радува што баш со него ќе ја донесеме долго очекуваната победа во градот Скопје. Победуваме Скопје и Центар. Победуваме со Саша Богдановиќ Српче и Петар Шилегов за живот во Центар и Скопје за сите. Почитувани, сите постоечки паркови ќе бидат обновени со зеленило. Таму каде што има, таму каде што нема, ќе продолжиме со зазеленувањето и со посадување на нови дрва, се со цел да влијаеме на подобрување на животната средина и да го подобриме квалитетот на воздухот. Еден од такви проекти најавивме со идниот градоначалник Петре Шилегов и тоа ќе го продолжиме на сите слободни простори. Таков парк, заедно со град Скопје и градоначалникот Шилегов, ќе изградиме на кровот на ГТЦ, каде што до сега беше затворен, а тој ќе биде отворен за каде што граѓаните слободно ќе може да се рекреираат. Почитуван пријателе Жерновски, ве уверувам дека изградбата на основното училиште во Капиштец, кое што после 46 години заедно ја започнавме, ќе ја завршиме во предвидениот рок и Капиштец како населба, а општина Центар ќе добие најмодерно основно училиште, кој ќе биде најмодерно во овие простори.